Океј, значи нема никој против да снимаме, така? Ако има, сега му е време да каже, за да прекинам да снимам. Ова е официјално, пошто више снимаме. За да овакво, нели, белешка. Име, океј, идеме понатаму. Значи, денеска покрај брз завој ќе имаме карвинг и ќе имаме еден дел од фристайл. Делот од фристайлот ќе видиме колку време ќе ни остане. Ако треба да посветиме уште малце време, ќе останат тие што можат и сакаат, а тие што не ќе може да завршат порано. Секунда само. Дали го гледате ова сега? Да. Добро. Shift и F5 пушти ја. Не знам зашто не ќе без F5. Shift и F5. Океј, ова е како ќе се движи агендата, значи и како ќе тераме. Ќе имаме некои основни скокови и ќе имаме некои 2-3 за боксови. Јас ќе стартам со брзиот завој. Имаме некои слики кои што се од оваков тип, се надевам дека добро ги гледате и преку нив ќе можеме да влеземе во брз завој. Основната идеја е дека сите ликови Кира, само малце, Ајде. извини, дечки од вас очекуваме активно се вклучите во дискусијава, бидејќи сега доаѓаат ликови кои ви се малце попознати, малце поише сте навикнати на нив, значи не се толку школски, да речем. Мислам, тие се дел од програмата за учење, ама ви се поблиски како изведба на сите вас, затоа што сите малте не ги прави. Така да слободно прашувајте, предлагајте, кажувајте што не ви е јасно, што мислите дека е поинаку и така натаму. Да, супер, фала Драган, пошто минатиот во понеделникот стварно имавме добра дискусија и добро се разви и се тераше, така што би сакал и сега да биде така. Океј, значи сите ликови и сите трикови имаат една иста основна структура која што ќе ја бараме исто и од вас да ја знаете, а и полесно е кога ја имате пред себе. Ќе ви биде испратена и оваа презентација. Значи, за секој лик треба да се напомене која е целта на учење, кој е изборот на теренот, кој е... Дали проаѓам добро, пошто нешто ми јавува дека сум нестабилен интернет? Еве, добре. Малце кочи на момент. И мене малце ми кочи. Да, значи недобро би било да микрофони или камери по можда да слушаме кај предаване, за да има подобра конекција. Океј, тогаш така ќе идеме. Кирил, ако може малце погласно. Океј, добро. Тогаш ќе ве замолам, мислам, ајде да пробаме уште малце. Јас сепак сакам да дам шанса на камери уште малце да се гледаме. Ако кочам и ако има, дај прекинете ме да продолжиме без камери. Сега си окей. Океј, Добро бе, добро да слушам. Океј, добро. Добро, значи за како и за брз завој, така и за останатите, значи треба да знаеме која е целта на учење, зашто тој лик или таа вежба ја правиме, тој скок и така натаму, кој е изборот на терен. Нормално, како тече самиот тек на изведбата, еве овдека сме пишале почеток, водење и завршување на завојот, кои предвежби можеме да ги дадеме за да не дојдеме нагло во ситуација кога не може ученикот да изведе некоја од овие ликови или вежби, кои се најчестите грешки и како може да ги коригираме. Значи, целта на учењето на брзиот завој е да можеме да совладаме некоја пострмна стаза и со ова во принцип можеме да го завршиме првиот дел од обуката, која што беше барана и за ниво 1. Меѓутоа,
Оваа година малце го прошируваме материјалот и како иде? Сецкам или не? Не, Океј, добро. Значи, за совладување на постремен терен, на минатија во понеделникот Јован кажа дека е интересно дека треба да се држиме како во некој тунел на стазата, но тоа е изборот на теренот кој што треба да биде малце пострмен и треба да имаме ходник. Сега ходник, тој термин значи колку широко ќе го правиме завојот. Ако е потесен, тој е слаломски, ако е поширок, тој е велеслаломски завој. Значи овдека збориме за нешто измеѓу налик на слаломски завој ова вртење, а и терминологијата ќе смениме до година, пошто завој ќе биде свиок. Ама сега вака ќе тераме. Тоа кога ќе влеземе во Европска унија, кога ќе ни го признаат јазиков. Рековме постремен терен, значи споредбено со Маврово тоа би било, значи може да се направи и на галички, може да се направи и на повратниот на некои пострмни делови. На крај идејата е за да може човекот да се спушти на стаза, за да може да врти, значи до доле во Маврово да се симне безбедно. Океј. Ширината на завојот треба да биде отприлике некоја должина од еден ратрак, нели која ратракот тавка, за себе остава патека. И тоа би било ратрак и пол. Значи треба да се движиме во во таа ширина. Исто така за овој завој и ние ќе бараме исто од вас да биде направено во ритам. Сега си има фази, но може смешно ќе ви дојде, ние многу често се тераме да пееме додека возиме, значи пеењето додека се вози за да се одреди ритамот, да биде точен и да биде завојот ист и на фронтсайд и на бексайд, ќе биде хоп до со таа брзина. Дол значи дека се закочува, се успорува брзината, а хоп значи дека нагло се дигаме. Значи дигањето е доста нагло, а спуштањето е малце пополека и иде во ритамот хоп до дол. Е оваа последна позиција кога бордерот ја успорува брзината и ја закочува даската. Дали некој знае што е целта на во овој момент хоп, тоест подигање до ниво на овој исправен бордер? Зошто треба да се стане? Прашање. Ради динамиката на брзината вајде. Да, што се неутрална положба за од една страна се вие од друга страна. Ја Ацика не го слушам. Ајде, можеш да пробаш повторно, пошто стварно не те разбравме што кажа. Значи таа неутрална положба тоа ја. Значи кога правиме завој, што е тоа неутрална? Јас стварно не ве разбирам што е неутрална положба, пошто не знам тоа што значи. Даската да цела површина на снежната подлога. Добро, ама дај да се договориме термините кои што ќе користиме да бидат унифицирани за да не се буниме. Добро, значи тоа е сноубордот кој е веќе од една положба доаѓа во неутрална положба за напри повторен завој од другата страна. Добро, и што помага со тоа што ќе отиде горе? Е прашањето. Ја стават даската во неутрална. Што се случува од физика? Ако има некој овакво, нека се уклучи малце. Мислам дека ја пренасочува тежината од една страна на друга, така што Тоа го прави, но дигањето конкретно е многу прашањето. Све ова што кажувате е точно, но прашањето уште е важно. Значи од кога ќе биде доле во оваа втора, трета сликица тука, он иде брзо горе во четвртата сликица. Не знам дали го гледате курсоров што го шетам на екран. Зошто треба да се исправи волку да се дигне? Тоа е прашањето. Зошто е потребно? Да стави положба на даската во тоа да кажеме неутрална положба за да може да се наводи на конtra страна. Ај вака мала помош. Што се случуваше
кај основен завој кога го правевме ова. Подзакочува вајда. Не подзакочува. Тоа се Но менува. сила зима, кога ќе се дигне, кога ќе кликне, после сила добива. Се залетува да Не, тоа е после што добива. Што се случи во моментот кога ќе на оваа слика, од трета во четврта слика. Истото и во скијањето имате, за да се Истото и во завртат скијање. скиите од еден во друг правец, потребно е да се оди нагоре, да се Според растерет. мене ја пренасочува силата кон десната нога според сликава. Веќе и Не, почнува да Ја прави зав. растеретува тежината на даската за полесно Не, да може да сврти на Тоа е другата страна. У Да. принцип од физика, ако не притискате не едната ни на другата страна, во моментот кога ќе растеретите тежината, даската гледа да се движи во линија на најмал отпор. Најмал отпор е директно надоле, така? Значи ако пустите даска вие, таа никогаш нема се движи на страна, него ќе се движи право надоле, куршум. Така, истата работа и овде. Во моментот кога ќе растеретите, даската како што гледате почнува да врти према долу. Истата и на оваа слика, гледате меѓу на средината, тоа е 4 и 5 фактички слика. Значи во моментот кога ќе растеретите, даската добива тенденција да се движи скроз надолу, по најмалку кај што има кочење, така? Така е. Една од честите грешки на брзиот завој е да луѓето не одат, сега ќе го испревртиме малце, но тука му е моментот да го кажеме, значи што не одат доволно горе-доле, јасно. Исто од вас ќе се бара како инструктори да идете исклучително долу и исклучително горе. Зошто? Затоа што така очекуваме дека вашите студенти, клиенти, значи вашите ученици ќе имаат можност многу јасно да видат што правите. Ако вашето тело се подига и се спушта за 2-3 сантиметри, они тоа нема да го приметат. Че тоа мора да биде како што е од овдека, максимално спуштен доле од првата слика до четвртата слика. Не знам дали пратите. Едно од предвежбите која што помага за оваа работа е со косо отклизавање, значи да се прават скокови од доле, кога ќе се подигнеш без вртење, скокнуваш. Идејата на растеретувањето е дека таа и ќе добие правец, меѓутоа и дека даската во тој момент на неа не трпи сила и лесно може да се сврти. За разлика од таа положба, кога сте стиснати доле, тогаш има најголем притисок врз површината на даската. И овој брз завој не е за да добиете брзина и не е за да викате, за да одите брзо. Напротив, овој завој, името може неславно му го дадовме. Значи, овој завој е за максимално да ја контролирате брзината. Сега некој од ова што го правеле е прашањето дали у овој завој убацуваме карвинг? Да или не? Префрлувањето, да, е од кант на кант, значи од едниот кант во другиот кант. Тоа е во секое вртење, но дали во ова е посебен лик и се вика брз завој. Дали во овој треба да, што мислите? Дали треба да внесуваме момент на карвинг? Сепак се работи за почетници. Па не, за почетници не треба. Да, затоа што ќе ги избуни многу и затоа што ќе им ги направи каша попара у главата. Значи овдека даската никако не оди на кант, но кога ќе се дигнете горе, таа треба брзо како метличка, значи како метличка, да се пренасочи и во моментот кога се спуштате надолу, треба да исконтролирате брзината до оној степен да не се убрзувате во секој нареден завој, туку таа да биде константна. Но мора да покажете спуштање доле и кочење. Значи, уште еднаш ќе ги повторам фазите во почетниот дел од фазата, овде на сликата нема, меѓутоа почетен дел на завојот би можело да биде, појма немам, да речеме на оваа слика, тројката. Значи, оваа тука слика, која што од лево на десно бројам, таа е тројка. И сега одите диагонално се движите. Многу е битно да знаете дека тежината е на двете нозе. Кога ќе се кренете надоле, окей, автоматски доаѓа, убаво каже Иван, дека тежината се префрла малце на предна нога. И убаво во понеделникот Јован објасни, ако ми ја гледате раката, ако е ова стрмнината, телото треба да биде под прав агол. Обично луѓето се плашат и сакаат да останат вертикално. Кога ќе останат вака, оваа рака е човекот, тогаш што се случува? Тогаш одат на задна нога. Така, и тогаш се јавуваат проблеми и не може да се дигне и не може да заврти.
Значи, во почетната фаза се движите косо со подеднакво оптеретување на двете нозе. Пред да почнете да вртите, значи тоа се уште е почетна фаза, изразито одите горе. Значи, овакво изразито дигање нема во ниту еден лик понатаму. Потоа следи ротација на глава, рамена, целосно на телото. Илчо, дај да те мјутнеме малце. Добро, ја го мјутнав. Добивам некој шум и некоја фонија, не знам дали кај вас се слуша тоа, затоа малце направив. Се е окей. Добро. Значи, погледот треба да биде во насока на движењето, меѓутоа сега кога се растеретите, погледот се врти во обратниот смер. Многу е добро, например, на некој од наши скелифти имате стубови лево-десно, да му дадете ориентир, да, кога ќе се дигнеш, после главата мора изразено да се сврти кон другата страна и да се спуштиш доле, да закочиш и така натаму. Кочењето е завршната фаза на овој завој. Како предвежби, дали имате идеја? Ја една кажав, дали има некоја идеја што може друго да се даде за ова? Па не знам дали би можела, ако иде со косо лизгање и да прави чучњеви нагоре надоле. Да, тоа е едната, таа ја кажавме. Некоја идеја, да, таа е супер вежба затоа што тука мора да пробаат како иде јако нагоре надоле, пошто они до сега во основниот завој нема јако нагоре надоле. Некој друг овакво вежба? Како? Раката води, не отвори затвори. Да, ротација може, да. Некој исто така можеме да направиме да основниот завој го увежбаме подобро, со повеќе динамика горе-доле и да има некоја како измеѓу фаза кај што они ќе вртат многу и со рака, и со глава, и со дигање и спуштање на некој поблаг терен. Има една вежба, сега само јас ќе ја спомнам, која што се користи, ама ние нема да ја работиме сега на овој курс. Значи, тоа се лизгате косо, имате горе-доле, правите 180 ротација без скок и продолжувате во следната насока да лизгате. Тоа е една многу интересна вежба. За прво е интересна за децата, сакаат да си прават хеликоптерчиња, мислам и секој човек. Меѓутоа и е интересна затоа што ќе имате можност они да научат како да ја ротираат даската. Океј, да не зимаме многу време, значи ќе ги кажам. Исто така има опција и овдека да помогне инструкторот, значи да биде во средината на завојот, да се држите во парови за рака. Нормално и додека се оди диагонално да се помогне да како ќе се оди доле, како ќе се оди горе. Предвежбите исто така можат да бидат и без даска. Значи нарамно само да го изимитира движењето, што би му помогнало да после кога ќе ставите не знам даска, може да се направи. Ајде тогаш ве молам да кажете некои од најчестите грешки, да ја вклучате се, особено оние кои што веќе еднаш ова го имаат, зборам за обнова на лиценци. Не е доволно клекнување, многу нагло вртење со глава или со рамо, што доаѓа до прекршување на аголот и многу често доаѓа до употување на предниот кант или паѓање со лице кон снег, да кажеме. Премногу свиткана кичма надоле, односно згрбавено, да кажеме на некој начин, и премногу со газот наназад, кој што гравитацијата ќе повлече многу нормално. Да, овие убаво ги покажувавме на претходната презентација, тие неправилни, некои од тие еве ги овдека во исто повторно во овој. Ова е премногу ротација, тоа е сусукување во горниот дел на телото. Ова е неприродна положба каде што газот паѓа многу наназад и колковите одат кон носот на даската. Значи, мора да разграничиме. Имате
две напред и две назад овдека. Едното напред е кон носот на даската, а другото е кон прстите. Едното назад е кон петите на даската и едното назад е кон опашката на даската. Тоа би било тоа, нема да дужиме многу. Нормално, по мене може да се сгреши ритамот, многу тешко некогаш го погаѓаат учениците ритамот. Друга грешка е дека не траат исто, ова ви кажам од искуство, фронтсайдот и бексайдот, бидејќи на бексайд луѓето се чувствуваат многу по неприродно, они не знам, одат 3-4 метри во бексайд и 15 метри во фронтсайд. Знаете, таа нерамномерност, тоа е затоа што секогаш е бекенд потешко да се удри него форхенд. Природната положба е на фронтсайд. Некој дали нешто сака да ме праша, да разговараме нешто, да додаде, ве молам. Па ја пропуштив, малце ме се исклучи зумот. Јас порано кога учев, некако цело време се збореше прсти пети. Сега гледам дека во твојот дискурс нема таков вокабулар. Па не знам, еве, спомнавме фронтсайд, бексайд, еве, нели, фронтсайд, бексайд. Бексайд е пети, фронтсайд е прсти и така. Па да, ама ете така се збореше, се стискај на пети, стискај на прсти, убаци. У принцип, овие уште елементи се на цела површина на даска. Значи, тука уште не разговараме за прсти и за пети. Да, тоа е веќе малку по-друг левел за Не, ја мислам дека е многу добро прашање. Например, во понеделникот тоа го дискутиравме, сега не. Во овој момент, ова е фронтсайд, на бексайд, овде е една од клучните позиции и доколку сакате некој добро да го научите, ова е моментот кога треба да научи како да се оди на бексайд и да се притисне подеднакво на двете нозе. На многу луѓе тоа се уште не им е јасно и на многу добри бордери. Верувајте ми дека, не знам, еве, и јас се уште си ја местам позицијата, сега не ја дека сум крал, него доста искуство имаме во оваа цела работа, више не можам ни да добрам колку години бордање се наназад. Приказката е многу битен момент да ги научите да стапнат на задната нога и убаво да ја укочат тежината. Задната нога се користи како синоним, но не е дека треба да возат на задна нога. Како за 50-50, нормално ако одат многу напред, треба да им кажете назад, но тоа не значи дека треба да возат на задна нога. И обратно, ако се многу назад, треба да им кажете да одат напред. Затоа е добро да ги држите на раце. И притисокот на задната нога и на двете нозе е многу интересен, затоа што кога ќе ги притиснете двете нозе подеднакво и кога ќе го наместите телото во правилна позиција, тогаш сте стабилни, тогаш сте бордер, тогаш е она правото. И за понатаму да се развивате. Ако нема никој ништо, јас би му дал збор на Драган да тера со карвинг. Ако ви текне нешто и било кое време, слободно, додајте, прашајте, подсетете, прекинете, да биде малце поживо. Драган, може? Може секако. Ајде, повели. Карвингот е твој. Ова се некои најчести грешки и стигаме до карвинг. Поминавме и на во понеделникот со други дечки. Значи, кажавме, карвингот е, она што кажав и на почетокот, е првиот елемент во учењето сноуборд, кај што се соочуваме со вистинско возење, односно вистинска контрола над бордот. Со самото тоа и прв момент кај што учениците се сретнуваат со малце поголема брзина, малце поголема опасност и малце поголем предизвик во учењето. Сите сте виделе како изгледа кога се прави, кога се изведува карвинг и како изгледа од страна кога некој вози карвинг. Значи, сензацијата е многу поголема кај ученикот и многу повеќе некако го доживува оној момент на возење на сноуборд. Неколку елементи повторно, како што кажа Кира, значи што ни е целта при
учењето на овој лик или на овој елемент, значи веќе прв пат тука имаме поставување на бордот на една или на друга страна, односно на едниот или на другиот кант или равник, зависи од терминологијата. Но во принцип, значи поминување од возење на цела површина на даската, каде што контролата не е намалена, до возење на еден кант или на една страна од даската. Тука веќе оној момент на фронтсайд и бексайд е поизразен, и тука веќе за прв пат имаме движење по една линија. Значи, за разлика до сега, даската оставаше една континуирана, да речем, утавана површина, прилика ширина на една даска. Сега веќе оставаме само една линија, како шестар да поминам по падината. Прво, за да почнеме со учењето, треба да знаеме каков терен избираме, за да може да се прилагодиме на елементите кои што се потребни за да се изведе една ваква, пред себе рекол, сложена активност. Значи, најбо да се избере широк, прегледен и благ до средно стрмен терен. Некоја референца од прилike можеби еве и на жутиот некаде може да се изведе. Повратниот скилифт е добра варијанта, горниот дел од галешки скилифт исто така добра варијанта. Некои делови од стазата се исто така добра варијанта, али во принцип главната поента се става на безбедноста, односно да нема преломници под кои што некој би можел да застане и некој би можел да го повреди од згора што доаѓа. Значи не имате прегледност на целата падина. Исто така е многу битно да е добро утаван, значи да е рамен, без хупсери, без џомби, без пропратни објекти како столови, како топови и така натаму. Затоа што, како што кажав, самата брзина на изведување е поприлично голема. Мора да рачунате на тоа дека во првите моменти кога луѓето ќе пробуваат да возат карвинг, таа сензација малце ќе ги превземе и не ќе може толку брзо да реагираат на тоа што треба да го направат. Затоа мора да бидете екстра внимателни во тоа што го зборувате и тоа што го покажувате. Океј, како што гледате на сликава, тука е баш супер означено. Самиот карвинг се состои од 3 дела. Тоа е влез во завојот, еве гледате поделени се на сликите, значи на десната слика. Тоа е влез во завојот, значи поставување на даската на равник. Самата изведба на завојот, тоа е овој средниот дел, значи на левата слика скоро целиот, и веќе третиот дел е излезот од завојот или заклучување на завојот. Што е целата на сите 3 дела? Значи првиот фактички дел е припремен дел, во кој што ученикот или кандидатот ја носи даската во состојба да почне да изведува карвинг. Значи, како што гледате, претходно имате лизгање, веќе во овој дел тој се спрема да ја префрли тежината на целоста на кантот. Може да се започне од косо лизгање, може да се започне од претходен завојот карвинг, мислам било како. Идејата е да влеземе во моментот на изведба на завојот, односно, како што гледате, тежината полека се симнува надоле, Кире што го спомнало на растеретување, даската полека се префрла, на овие слики што доаѓаат од левата страна, полека се префрла на фронтсайд, односно на прсти, на оваа слика конкретно, и ученикот влегува во завојот. Што е главната поента овде? Значи, веќе при ова возење имам изначување на силите. Тоа е силата што го влече ученикот према надвор, што сака да го бутне, и силата што тој ја дава со самото навалување во завојот. Двете сили некако се изначуваат, даската оди по зададената траекторија. Неопходна работа за да се постигне ова е брзината. Значи, за да може ученикот да се навали доволно во самиот завој и да остане доволно навален потекот на целиот завој, потребна му е брзина, која што не е лесно да се пушти, што викаме ние понашки, или да се контролира во текот на целиот завој. Значи, тоа е едниот од условните предуслови. Кога веќе сме се спремили за завојот, сме останале во завојот доволно долго, значи таа изведбата на завојот, некој полукруг што го прави ученикот, мора малку да разбереме како таа кривина, да речеме, како тој радиус се определува.
самата даска знаете дека не е права. Двете страни имаат одреден радиус на закривување. Изнесува 15, 16, 12, 13, 18, 19 метри, зависи од самиот облик и самата големина на даската. Но искористувањето на таа геометрија на даската е основната работа што ја прави карвингот интересен и што го прави ова движење полесно во однос на обронувањата што ги имавме претходно. Значи, фактички, карвингот представува движење во кое што искористуваме самата геометрија на даската и геометријата на падината за да се движиме по нејз. Како што кажав, припремен дел или влегување во завојот, самата изvedба на завојот и излегување од завојот. Така некако ви се поделени на сликава. Значи, на десната страна на сликата ви се првиот и третиот елемент, на левата страна на сликата е самата изvedба на завојот, каде што ученикот е на фронтсайд. Имате некои прашања моментално? Дечки, се успавте? Не. Според искуство веќе кој ден може да се учи ова? Карвинг. Види, карвингот е лично искуство на учителот. Значи самиот учител би требало да процени кога ученикот е спремен за идеално е тоа, секое дете е нели различно и некако луѓе сме индивидуи, така да секој различно, мислам дека нема правила за тоа кој ден можеш да го пуштиш. Апсолутно се согласувам со тоа што треба сме сигурни дека ученикот може да контролира брзината, дека ученикот е свесен за она што се случува околу него и исто така дека ги има супер совладано претходните елементи кои што сме ги работеле. Значи брзањето не би требало да не доведе никаде. Не би кажал денови 1, 2, 3, 5, 7. Има луѓе што после 3 години на сноуборд не возат карвинг. Има луѓе кои што втор ден возат карвинг, така да нема некој правило. Не, мене би изгледа како адванс малце вакво. Да, напредна е секако. Не знам, по мене нели повеќето би возеле после 10-15 ден. Јас би кажа дека после 8 ден би можело да се даде обид за проба. После 8. Зависи од претходното искуство, дали човекот има скијано, дали има сенс за вакви спортови и така натаму. Така да баш како што кажав, може се деси и втор, трет ден да вози. Многу интересно е. Ајде кажи Филип, да извинете, јас. Кажи Филип. Дали е комотен со брзината, затоа што реално треба да се улета доста за да може да. Да, ама јас на пример многу често на дечкиве што се со нас и што учат и што сум ги учел, им велам дека во секој момент треба да пробаат малце карвинг на рамен дел, без разлика колку брзина имаат. И со мала брзина може со баланс да се извози интересен карвинг. Тоа се надевам дека ќе го пробаме. Инаку сакав да ви кажам дека денеска разговарав со советникот на премиерот за спорт, многу блиска роднина на еден од туку у групава, Ацика не се смее. Значи, има иницијатива да се отворат со протоколи и се надевам дека ќе излеземе на снег ова да го пробаме и да го видиме, пошто сите овие работи ги збориме, ама многу подобро ќе биде ако ги пробаме и ако ги дискутираме на терен. Една од грешките која што се јавува во претходната вежба е влез на кант во брз завој. Верувајте ми, тоа е многу тешко да се исконтролира и тоа е проблем за некој кој што е почетник. Ова е некако надоврзување на одговорот на Елена. Значи, ако он не може да се извади од карвинг, лесно може да се залупа во некоја дрво на страна, да знаете. Или у некој друг човек, пошто карвингот е настана од сноуборд, па го применија скијачите, па сега многу малце бордери возат карвинг, да знаете, мислам, она струкирање на даската, таа е таа геометрија во центарот да е потесен бордот, а на врвовите и на крајот да е поголем. Самото тоа да се возите вие како на ролер костер ги прави луѓето да се чувствуваат комотно возејќи во таа позиција и без многу техника да имаат и без да знаат да се извадат и да закочат. Значи не смееме да занемариме. Тоа е одговор на Елена твоето прашање. Он мора да знае да кочи.
без разлика, карвинг ќе вози, ама втор, трет ден ако вози ќе сутапа 100%. Интересен уште еден момент би додал, сега не знам да разбиеме малце монотонија, например мојата постара керка учеше борд, мислам од мала, не знам, од 2-3 години ја ставивме на даска, така не гледаше мене и жена ми дека возиме даски и не сакаше ски, сакаше на даска и окей, нема врска, купувавме мали дескичини и така натаму. Чисто да знаете дека имаме и таква опрема, ако сте у тие води, можеме да ви ја дадеме да ја пробате. Така што на некој 6-17 години прв пат проба ски. И добро се надпреваруваше и сноуборд и генерално добро вози, добра техника има. На ски она не можеше да свати дека скиите може да се кочи со нив, него директ влезе и возеше карвинг директ, мислам уште од првиот ден. И тоа е многу интересно дека бордерите многу полесно учат да возат карвинг него скијачите, особено зборам за тие што веќе ја знаат техниката одамна, старата со обронување. Океј, така, не сум. Малце допуна. Драган, ќе се амнютнеш? Извинете, Кира, да не ти сметам. Значи, кога ги гледат елементиве, би требало да кажеме некои вежби кои што се користат за ајде да кажем, за полесно совладување на карвингот. Пред се, чудна е овдека позицијата на навалување. Кога што гледате малтере на сите слики на левава страна, самиот човек е навален по X оската, односно по вертикалната оска према напред. Тоа е тоа што го држи да не го извади брзината надвор. И тоа чувство на наваленост е малку чудно за повеќето луѓе. Како да го минимизираме тоа? На почетокот на рамен терен им даваме на луѓето да пробаат како изгледа тоа навалување. Значи со една даска од клонета и советуваме да го стават сноубордот на кант, на преден или заден, ги придржуваме, гледаме отприлике, гледаат сами до каде може да се навалат без да ја изгубат рамнотежата, гледаат како би било чувството на движење по таа линија и како отприлике да ги контролираат да речеме екстремитетите за да останат покомпактни при тоа возење. Како што гледате, цело време даската и човекот се под 90 степени. Значи даската и ученикот се под 90 степени. Колку повеќе се навалува даската, толку повеќе човекот оди према напред. Разбира, за ова е потребна брзината која што ни е неопходна. Ова е многу битен дел. Ја исто ќе се додадам тука. Не знам дали гледате човеков како е навален, меѓутоа и даската е навалена. Значи, неговата тежина е над даска. Да не се лажеме дека ова беше едно од основните грешки на основен завој, дека влегува во завојот. Он влегува, меѓутоа и даската е сега на кант. Не знам дали ме разбирате. Значи, даската и телото, тежиштето, ако има една оска на тежиштето, тоа е под 90 степени. И тоа е многу битно. Ако излезете со рака да правите, нели, да го допирате снегот и така натаму, се нарушува позицијата. Значи, од чиста физика се нарушува центарот на масата и се распринувате. Значи, ако извадите раката напред, тогаш веќе го растретувате кантот. А тоа е основната идеја при овој момент. А нели треба и на задна нога да притиснеш највише при вртење? Како? Чекај, стоп. Мора еден да се мјутне, Владимир или некој од вас треба да се мјутне. Ево, ја ќе те мјутна, Владимир, бидејќи имаме страшна фонија и не го слушаме прашањето. Кога ќе излезеш од завојот, нели? За да влезеш у фронт сайд, треба да стиснеш на задна нога највише што можеш кога го правиш вртењето. Зашто мислиш така? Силата нели највише доаѓа тука при кога ќе се дигнам и фронт сайдот кога го правам сега. Не, тоа е една појава што се вика пропулзија, која што треба да настане, ние да притиснеме фактички, но не значи дека задната нога е оптеретена. Значи даската треба да се направи да добие растеретување. Во моментот гледате кај што се прекршува страницата, тука веќе почнува растеретувањето и таа пропулзија што се јавува. Тука даската фактички убрзува. Да, и тука највише сила нели треба да идеш? Не, ако ја оптовариш задната нога, веќе губиш контролата на даската. Значи, она е
знаете, Ова е- кај деца, кога ќе оптерат задната нога, тоа е веќе дефанзивна позиција, пак се растеретува, значи човекот бега позади, центарот на масата паѓа надвор од бордот и веќе го губиме лостот кој што го имаме. А тежината на даската е секогаш над, фактички тежината на телото е секогаш над даската. Само тоа е безбедна и само тоа е посакувана позиција во овој момент. На двете нозе, ќе кажувам. На двете нозе, Може да. да има некои други мислења и така натаму и држи вода и тоа. Меѓутоа, овдека школски, еве, како што може да видите на сликите, стварно е на двете нозе. Иначе, кога ќе го набиете вие притисокот и кога ќе бидете доле, скроз, да речеме во оваа некоја позиција, пред да е страницава тука споена, нели, пошто од книгава ги сликав јас. И нормално ја направив купу себе, ако сакате да видите, пошто се искинаа сите страници, не може више да се спои тоа, ама ќе видиме, ќе направиме некои нови копии. Во овој момент, тука е најголемиот притисок и тоа е како да сте најдоле на трамболината. Значи, после кога ќе тргнете нагоре од тие сили, нели, и што сте во завој и што сте доле притиснати, тоа може да ве фрли, доколку не го распределите тоа. Убаво се дешава тука да се летне во воздух и на многу трки, рейсинг и така натаму се гледа како кога ќе завлезе особено на задна нога, лета во воздух на грб. Многу честа слика е тоа. Да. Као што гледате и на сликите, значи растеретувањето е према горе и према напред. А за да го направите тоа, треба да предадете поише на предната нога. Нешто поише на предната нога, ама според сите правила е повторно неутралната позиција, значи тежината на телото да биде распределена над даската, конкретно. Добро, во интерес на времето да не се заглавиме многу, да имаме време и за другите елементи. Друга вежба која што би можела да се изведува е карвингот со учител. Значи, учителот оди паралелно со ученикот. Малку му дава, повеќе би рекол, психичка потпора, него физичка, но повеќе му дава оној момент на сигурност дека има на што да се ослони, дури во моментот кога ќе се навали. Ова сака малце поискусен учител кој што би можел да го издржи тоа, кој што во зависност од својата предна нога ќе вози регулар или свич, и секако треба да биде многу безбедно. Така да, практикувате го само тогаш кога сте сигурни дека може да го изведете. Уште една работа која што може да се проба, значи како вежба пред да се дојде до карвингот е оној полукруг што го викаме, фактички тргнувајќи од највисоката точка, да не се премине во карвинг, него да се направи како полукруг и повторно да се стигне во истата позиција, но на спротивната страна од скијалиштето, на спротивната страна од падината. Тоа мислам дека сите сте го пробале. Неколку такви врзани се елкички, имаше и во основен завој, и во косо отклизување, така да веќе ви се познати на некој начин. Да ве прашам ја нешто, може? Дали може да се заврти цел круг вака со бордот? Не знам, тргате на фронтсет, на кант. Нема шанс, пробувал нема шанс. Тоеш може да 270-280 степена, но не и цел круг. Балерина да направиш, нема шанса. Зависи од теренот. Значи, ако е голем нагиб, па доаѓаш на рамно, тука веќе има шанс. Али ако е угорница, тогаш е малку повеќе. Шестер да направиш, нема шанса. Да, ќе ви пратам линк како се прави. Можно е. Ја мислам дека може. Угорница се вика драги направо. Така е полесно, да. Но се прави. Јас сум пробувал на жути, баш да направам 360 круг, стигнам до 280-290 степени повеќе. И зашто, што мислиш? Пошто ја знам одма зашто. Само да тежи, значи наклонот тежината, веќе нагибот што го даваш, веќе те вади од некој цепа. Дали има некоја идеја зашто е проблем да се направи? Еве, например, Ацика зашто? Сте го виделе како вози и така натаму. Ја мислам дека треба многу побрзо да идеш. Да, треба нормално да идеш побрзо, али он кога ќе стигне до некој, како што кажува 270, има проблем. Зашто? Треба да продолжи да гледа напред, што треба да иде усвари. Не бе гледањето, треба да притисне јако, не е до гледањето.
А Кај ја треба мислам дека некој кант ќе те се фати у снег и ќе паднеш. ако изгубиш брзина, да. Ама Горијан, тука лежи зајакот негде, ти си блиску, тука топло за тебе она играна, знаеш, топло-ладно. Игри не спомнав мисто бе за со деца, мора игри бе да се спомна. У некој кога ќе идеме у третата методика таму. И кажи сега за Шефтеров не докажа. За Шестаров е приказката. Тука лежи зајакот негде околу. Треба да притиснеш најако што можеш, тоа е. Каде? Каде, кога ќе заврши заводот, пред завршување на заводот, да му даеш. Ама каде да притиснеш? Не те разбирам што ми збориш. На предна. Ја мислам дека образно. Не, Ацика притиска на задна и без брзина тука ја шлајфира, што би рекле некои наши другари. Шлајка и број. Значи, да, ако притиснеш на задна нога ќе скратиш завојот. Тоа е приказката и него довршува кој што треба. А тука и некои многу наши искусни бордери се уште не го знаат тоа и тука грешат. Да ви кажам наискрено. Да. Например, со рейс на даска, двете страни, особено на бексайд. Со рейсинг даска правиш без проблем. Со рейсинг Не е даска без се прави проблем. поготово со Баш плавата кога даска се се обидов да направам, уште една различни, кога се обидов да направам 360, значи двете кои што беа нели 50-50 кажеме нозете, после колено ги удирам намерно за да го добијам уште тој завој да го продолжам, како со рейсингот побрз, да пак не се успева. Значи колено да удирам. Добра, сега кога ќе бидеме ќе ти покажам да знаеш еднаш да секогаш. Нема проблем ако закажен е челенџот. Значи тоа ќе биде дигање на сите испитни оценки за 2, кој што ќе го направи овој круг. Чисто како челендж, ако сакате така се договориме, нема проблем. Драган, ќе завршиш и да направиме една мала пауза 5-6 минути, пошто веќе сме 1 сат. Едно прашање јас имам. Ајде, понелиле. Да не е тешко само, Илче. Не, за тебе специјално. Дали пресудна е даската за карвинг? Пример, тесна даска, широка, долга, кратка? Тука има многу муавет. Даската, опремата стално е голем фактор. Пресудна не верувам, ама дека е голем фактор. Човек што искусен ќе може да вози и на мала даска, и на најмека. И на најмека, и на најтврда, и на било каква. Значи му треба метар, 2, 3, 5, 10, 2 минути да се навикне, да види кај се границите, ама у принцип до човекот. Даската, главата ја вози даската. Вие како инструктори со секоја даска морате да возите карвинг. Нема изговори, да знаете. Особено ако сакате идете у напредни нивоа. Така, Крка возеше 5-6 години само со преден вес, не имаше заден вес. И едно време свативме дека не е од даската, него све у главата. Исто така да ви кажам, значи едно од предвежбите е тоа што го спомна Драган, значи само со еден вес они пробуваат да ја постават на кант и да се движат, да ја осетат како иде и како прави трага даската. Значи тоа е многу добра симулација. Немаат брзина, имаат отклон, имаат еден вес, ја забиваат даската и се движат. Разбирате? Значи многу е полесно на пета, значи да биде тоа. Како? Ако сака да сврти со една нога, како? Па може да сврти, да, ќе се подпре на кантот со прсти, на средина на меѓу везови другата нога и се врти, да, многу да, не е проблем. Океј, дали има уште некое прашање, Драган, сакаш нешто да дадеш? Па не, само уште грешките да ги поминеме, ќе можеш станете 2-3 слайда. Немам тука више за ова. Нема, добро, претходните, значи пак истата работа е. Секогаш се повторуваат овие позиции на тела од основните па натаму. Нормално, ако не ги направите добро на почеток, ќе ви се повтори. Нели овие ги зборевме? Да, па за тоа викам. Значи пресклонот е многу голем проблем, прекршување во половината, односно исправени нозе и прекршено торзо према напред. Во тој случај немаме притисок на ивицата на даската, односно на кантот, и најчесто даската или обронува или ученикот паѓа доколку ја изводи многу тежината напред. Друга грешка што се добро поставени. Да, тоа е знаеш како серија на настание тоа, кога си во предклон, за да се извадиш од тоа ги вадиш рацете напред, со тоа се растеретуваш кроз кантот и веќе немаш контрола на бордот. Друго што се јавува е предолго останување во завој. Ви ја спомнав преската кога ги опфати некоја сензација дека вртат, тие се забораваат во завојот и остануваат предолго во фронтсайд или во бексайд. Така,
значи тогаш се прави многу широк ходник, а безбедноста се намалува и може да дојде до несакани последици. Така да треба да работите фактички на по благ терен, кај што би можеле полесно да ја контролираат брзината. Рачунајте, ако е многу стрмен теренот, ваквото вртење, односно ваквото станување во завој ќе донесе до многу голема брзина. И третава работа што се јавува е фактички премалку движењето на цело време што го збориме горе-доле. Доколку немаме движење по вертикалната основа, значи самиот ученик пред да влезе во завојот, тој не е доволно клекнат, односно не врши доволно прискок на сноубордот, за да има каде да растерети и како да влезе во завојот. И со тоа фактички се добива изедначено движење, каде што немате јасна дистинкција каде човекот притиска, каде растеретува и каде почиња повторно да притиска во завојот. Значи тоа е многу битно, да нема некоја вкочанетост или крутост во изведувањето на завоите. Така да, за ова слободно дојдете до човекот, раздрмајте го, протресете го, кажете му да се олабави, кажете му да мисли нешто друго, да не е толку фокусиран на тоа што и како прави со нозете, со рацете, со бордот и така натаму. Добро, тоа е од мене околу ова. Ако имате некои прашања околу карвингот, инаку една од најинтересните, би рекол, елементи, се учи поприлично брзо, ама треба години и години стварно се стане мајстор во оваа вештина. Рейсингот е, колегата Кавраков знае поприлично за тоа, е некоја комбинација или бленд на транслаторно движење и на карвинг. Значи не е можно, ако гледате трки, не е можно цело време човекот да остане во подложен на карвинг, поготово кога капиите се на мало растојание, и тој мора во даден момент да балансира по таа оска. Значи мора дел од движењето да го помине во фактички попрешно движење низ падината, за да дојде во точката која што ќе му обезбеди соодветно поминување во капијата. Значи мора малце да отклиза, значи не може цело време фул карвинг да вози од едниот кант на другиот кант, многу е тоа тешко. Истото се случува и кај скиите, ако гледате силуета, отприлика би требало да биде тука некаде, со мала разлика во ориентацијата на нозете, али во принцип самото движење е исто. Значи на скијањето, тој мора да растеретува цело време. Ако цело време остане во завик, иде многу поспор. Вака тој е целиот растеретен, бутка кон страната кон капијата, во даден момент кога оценува дека е доволно за да ја фати капијата, тогаш почнува да го оптеретува кантот. Освен шампионите тракчите, те ги како скока од капија на капија. Која оптоварува многу деската, притисок и прави и скока усвари капиите. Па, у принцип, секој скокање губење на време. И у бордер крос, и у рейсинг и така натаму. Значи, што си подалеку од подлогата, затоа што ти со движење по снегот, тоа е таа пропулзија што ја кажа преска, така добиваш брзина. Знаете, и за точаци, и за се е исто. Значи, ти што си помалку во воздух, тоа си побрз. Затоа што се движиш по долница, затоа што добиваш дополнително забрзување. Така да не би се сложил во моментот дека тој скока. Да, така изгледа затоа што тој екстремно ја растеретува кога ќе помине капијата, веднаш после капијата, екстремно ја растеретува и дури ја фрла даската на еден начин. Тој со даската цело време потпира на снегот. Ако го приметиш предниот дел, мора да го допира снегот. Да го клизна, да го клиза, зашто така иначе ќе изгуби контрола на самата даска. Така да има тука, гледате го на пример кај скијање, Боден Милер има едни од најубавите завои и таму е школски завојот. Он бега подалеку од капијата, ама влегува толку ниско што и толку брзо растеретува по капијата што тој момент е ептен изразен кај него. Има и бордери, рейсери, Бенџамин Карл на пример има многу убав аустријанец, има многу убав стил, тој е малце така покрупен, потежок, и кога ќе притисне даската, се гледа онаа моментот кај растеретува од после капијата. Така да тоа е ептен интересно, побарајте на YouTube ќе видите какви се стиловите на возење. Али у принцип таму се големи стрмнините, таму нема можност за возење на карвинг, значи немате време да го направите целото движење. Растојанието се некаде помеѓу 20, 19 и 23 метри од капија до капија директно растојање, така да сите тие промени ви доаѓаат премногу брзо. Значи овите од капија на капија, доколку задоцнете на една,
тоа би значи грубо пола секунда каснење. Добро, ја може ли уште едно прашање сакам да поставам? Рековме дека контролата на брзината е најбитна ствар и едно од контролата е кочење, нели, и отклизавање и у моментот кога отклизавате вие кочите, така ја контролирате брзината за после да ја ставите на карвинг, да речеме кога се иде по капи. Која е другата опција при карвинг да се контролира брзина? Како би можеле? До сите прашам. Нагибот на телото. Као на мотор, ако се дигнеш горе, те дува ветер, па кочиш. Не тоа. На нешто друго мислам. Така се изложуваш на опасност, пошто ти што си погоре, Кога веќе ќе добиваш духнеш, оној момент да те фрли на контракант. Така да што си поблиску до земјата, тоа си посигурен. Тоа е точно. Ајде, логика. Еве, имате низа на завои и треба да И од контролирате еден од брзината. друг. Брзина. Како ќе успорите? Како? Без да кочите, без да правите вруп обронување. Значи да останете на кан цело време. Чување на телото. Чување на Чување. телото и чење притисок на двете дозе да ќе намалам брзина. Ама тоа се подразбира во карвингот, не може да го предолго го држиш. Ајде, мора Така. некој да му текне. Така, како идеме побрзо, така, кога идеме право надоле. А за да идеме поспоро? Не Значи, треба. преска ви го спомнав еден вакво движење. Ете хинт. Успори ако се стави даска сноуборд на цела површина, ќе има поголема фрикција и се намалува брзината. Не е така. Не треба толку да притиска на главниот момент. Многу е едноставно, затоа не ви текнува. Не. Преедноставно е. Нели, Преска ви го кога идеш, спомнав полукругот. ако се залеташ по стаза, право, тогаш ќе бидеш најбрз. Ако идеш по Исправување страна, на телото. ќе идеш поспоро. Па вајда нема толку остро и феќа. Што знам? Ако се зголеми завојот, Да, така. Е, така. Ако се оди кон брегот, значи ако се оди кон угорницата, значи не само надоле, него и ако се оди нагоре, овој бордер да речеме да заврти нагоре, па после да го тера на другата страна. Колку Ама гледате, овде имате од пострмен на порамен терен. Доколку овој бил пострмен, ваквото движење би го довело до многу голема брзина. Ако овој остане, да речеме оваа слика што е овдека пред линијата, ако остане во таа позиција малку полово, тој ќе продолжи да оди низ брегот, значи се качи во падината. Е така, ќе намали брзината зашто се качува нагоре, фактички како да прави 360-ка, во моментот кога ќе оцени дека доволно му брзината е намалена, тогаш го растеретува, менува кантот. Така, ајде да не прави 360-ки, да прави не знам, 240-ки цело време. Со тоа што таму треба да се пази на ширината на ходникот и да не дојде до повреда. Тоа да, уште еднаш овдека и кога правите и кога вртите вака карвинг големи завои, сте во многу голема опасност од скијачи кои што доаѓаат од озгоре, особено кога одите на бексајд. И ќе инсистираме инструктор, значи мора да гледа. Ако инструктор на полагање се судри, значи по дефолт е паѓање, мислам не сега да ме плашиме, ние млади стварно истеравме многу другарски, многу фер, многу сакавме сите да научат, меѓутоа како лиценциви ни добиваат на тежина, на меѓународна тежина, мора да се дига критериумот. Нема да може стварно секој и не е реално да секој што ќе се пријави може да ги помине овие ствари. Но ако се потрудите малце, ако мислите и ако направите, сите ќе поминете. Ако не погледнеш 2-3 пати додека идеш и на бексајд да фрлиш позади рамо поглед, значи немаш контрола на целата ситуација и тоа многу го инсистираме да знаете. Затоа што ако вие не можете сами да се контролирате, како ќе пазите уште на деца или на некои клиенти? Многу често грешка сторите, кога земе на терен и го водиме ученикот без да видиме позади нас каква опасност имаме. Го доведуваме ученикот на опасност од скијачи, бордери, искусни, неискусни, санкачи. Некој мора. Да, фала, Цика. 8 и 10 е друштво, дали може пауза 5, 6, 7, 8 минути? Кажете колку? Може. Океј, да се размрдаме малце, да пијам лек за притисок и такви ствари. Тамо ли стигна работа? Па да.
Еве, дечки, ви пуштив едно клипче, чисто да видите како тоа може на Viber. Не можам тука да го споделам, може да си го дзирнете. Видите како може карвинг цел круг. Како фино го и тоа со мека даска, збориме за надпревар во Бигер. Не можев да го најдам и пишав на децава од клуб. Имаме една група кај што се репрезентативци, одма го пуштија. Интересантно. Со многу самодоверба, со многу стил, со многу флоу. А цика, виде? Еј, немаш Вибер бе ти. Немам, имам, вако. Леле, чекај се на месенџер ќе ти го препратам, чекај. Кој панкер е, нема Вибер. Да бе, најак е. Немам интернет, немам ништо. Абе, јас се мислев, ама не можев у моментов. Значи, сега скоро изгубив еден телефон и викам, таков веќе се изјавам, ама не сум толку ХЦ. Пробај, многу е добро, брат. Сигурно е добра или има малце сафаринг 100% на почеток. Па тоа му е него доброто, тоа го јача. Да. Ете, кој знае, ете. Јас се ставив винце, валја смее да се пие на часов, Акире. Не може да се преживели, иначе немам проблем. Чекај бе, цика, јас ја ова Вибер да го пребацам тука. Значи. Ево, не си цика. Ете ти го на месенџер. Благодарам. Ќе одзиреме после. И да одзиреме сега, во очекуваме. Па не, сега полека да се вратиме у ова, да не трае сесијава предугачко, ја да си почна одма, да ви кажем најискрено. Ако сте за. Мија може? Мија? Мија, Владче? Тука сум, шума прашани да се... Може. Дали може да збориме, да си почнеме со ова, да продолжиме? Да, тука сме. Океј, добро. Ако нешто ви текнува меѓу време да прашајте додека ја спремам презентацијата. И тоа е тоа. Јас сакам да прашам нешто. Повели. Нели сега ние како инструктори, ако треба нели ја покажеме карвинг на ученик како треба, од прилика колку ќе треба да биде завојот широк, затоа што сигурно нема онда може цак одма да сврти. Види, почињаме со предвежби. Значи прво ќе му покажеме и тогаш мора да пазиш многу на моментот кога ќе ја пресече целата падина. Колку ќе биде широк, нема правила, стварно ти кажам. Не, мислам што да ти одговорам, ама не знам. Па може и тоа да се деси, нели, ти признам. Све треба да биде складно, да не биде преспоро, зашто не може да заврти, да не биде пребрзо, пошто тоа е лошо на почеток и не може баш да контролира. Треба сосет. Добро. Во принцип, подобро е да се покажуваат. Основниот принцип е. Абе, ова е како уметност, да знаете учење, јас стварно така го разбирам. Значи, вие треба да знаете, свирите перфектно, за да може да импровизирате многу добро. Кога ќе ги знаете сите фази, кога ќе ги знаете сите делови, ќе може да оцените колку знае човекот, какви се условите надвор, заледено, незаледено. Значи, вие сега сте некој неискусен инструктор и сакате да го учите вие карвинг да вози, да. И сте замислили, и денес карвинг ќе возиме, но денес не може да се вози карвинг. Бетон е тврдо, заледено, можда и не истапкале, па замрзнало, тоа е најстрашното. И џабе ви пропаѓа све, боле идете пите чај. Мислам, и тоа е на крајот битно
да тоа изгледа фино. Што значи фино? Да он сиде дома жив и здрав и да биде среќен. Ако научите, супер, да, ама не треба да биде тоа приоритет. Приоритет е да биде жив и здрав. Сега, исто една многу битна работа, за 3 дена треба да ги си минја сите стази кои што се договоривме. Нормално доколку условите се окей. И многу битна работа, они вас ќе ве платат, нели, учениците. Немојте да се брукате да они научат исто оно околу бордање, значи да стигнат до исто она ниво како кога би пробувале сами. Вие сте тука и тоа е причата што треба да ја раскажувате како инструктори. Зашто да изберате инструктор? Тука сте за да бидат безбедни, да ги пазите, зашто на почеток на бордање има многу паѓање, ќе има и со нив, меѓутоа вие сте тука за да им обезбедите тоа да биде што е можно помалце и да им обезбедите доколку има некој проблем како го решите. Друго, со вас ќе научат побрзо. Ја така објаснувам се ова интермецо, ова можда интересно, можда не. Значи им објаснувам на луѓето, вие ако земете инструктор, па тоа е поевтино. Ти 10 дена ќе идеш сам и пак нема да научиш. Па дојди 3 дена со инструктор. Само за карти што ќе платиш, ќе си земеш ти инструктор, ќе си научиш да бордаш, ќе си бидеш безбедно. Бака ќе идеш 10 дена, ќе се направиш лом. Ќе имаш модрици на газ, на лак, на колена, сегде, на цело тело, као што ја кога сум се учил било. И пак ќе бидеш крива дрина, нема да научиш. Земи 3 дена учител. И најевтината опција им кажам дека е индивидуален, дека е најскапата опција. Индивидуален час ви е најскапата опција по пари. Меѓутоа, ако го разложите тоа на време, така, многу помалце време ви треба со 1 на 1 да научите некого, него ли да го учите со 7 души, па тоа да трае недела дена, да речеме. Тоа е некоја логика. Сега, и тоа е мија до негде одговор на прашањето. Мора да процениш, да, полека, 1-2 завои, па треба да се вратиш до него, па ако отидеш ти цела стаза, он ќе остане горе сам. Значи тоа нема нигде пишано во ниедна книга. Значи, мислам не така многу имам прочитано. Ама Зоки Поки ми е една од последните, како да ти кажам. Окей. Па добро, мислев да нема и за тоа нешто правило. Нема такви строги правила нема. Тоа затоа ви викам, значи вие треба песната убаво да изгледа, да. Не знам, сега сте у некој друштво со панкери, да свирите Сентиш, не иде, не знам. Да свирите Дино Мерлин, исто не иде. А да сте со некои такви па да им свирите Нирвана, пак нема да иде. Морате вие да го направите тоа со осет. Океј. Значи, следно презентацијава ни е фристайл. У фристайл денеска ќе пробаме да видиме дали ќе можеме за сите овие точки да избориме. Од скокови оли, basic air, основен скок, 180, 360, рейлови боксови, 50-50 и бордслайд. Како и за секој трик, така ви и овдека. Со тоа што сега подготвителна фаза е залет, одскок, самиот лет и доскок. Ке се навратиме на ова покасно, сакам низ овие ствари да поминеме што е можно побрзо. Обично фристайл, нели, треба да има некој парк за да возите таму. Не мора да има, може да направите сами скок, меѓутоа правилата кои што важат за парк, треба да важат и за тој некој ваш направен скок. Ке се вратам пак. Значи, едно од најбитните работи е да се оди чекор по чекор и ова смарт вожња ви е тоа што треба да видам, морам да го исклучам телефонот. Секунда. Што значи чекор по чекор? Има многу, да кажам, храбри момци кои што одма сакаат да се залетаат и да одат да направат 360 на 5-6 метарски кикер. Сега кикер, нели, скок, сега и терминологија треба да се вратиме. На овој слайд овдека у средината, како се мери величината на скокот? Величината на скокот се мери со тоа што има сам после залетот доаѓа рампа или одскок, значи тоа е ова кикерчето мало. После тоа овој рамен дел кој што треба да го прелета бордерот се вика флет,
и после флет е лендинг. Тоа со терминологија македонска стварно не знам како ќе го решиме, ама еве да кажеме слетувањето или како и да се вика местото за доскок и така натаму. Овој рамниот дел е големината на скокот. Тоа значи дека што ја знам, скок од 10 метри е сериозно голем. Наши надпреварувачи до сега од Македонија скокале, успешно возеле до не знам, 7, 8, до 10, до 12 метри, например, најмногу скокала Андреја Угриновска. И тоа е интересен момент да се пофалиме дека она 10 години, не, 3-4 години беше у топ 10, значи у топ 10, а една година беше прва на светска ранг листа во време трајање од 2 месеци, значи ФИС зборам, светска ранг листа, прво место во дисциплина слоупстайл, значи скокови боксови. Тоаш беше дисциплината во зародиш, и скоковите не беа толку големи. Значи, после тоа почна да се прават многу големи скокови, ние го изгубивме темпото како нација. Значи, не можевме да вежбаме, немавме услови, изгубивме ентузијазам. Андреја си отиде. Па да, но тоа е процес, како да ви кажам, значи процес е оди Андреја, доаѓаат други и така натаму. Меѓутоа, се уште немаме поставено некој кој што треба сноупарк тука кај нас, па да можеме да тераме. Има сега една млада генерација на деца, кои што стварно добро возат. И еве, како предвежби, нели, како треба да се пристапи кон фристайл, има сега едни новитети, тоа се паркови кои што се направени за летно и за зимско возење. Пластика е залетот и одскокот, а доскокот, значи лендингот, се душеци, ербек, меѓутоа ги пратат формите на правите скокови. Во септември, на крај на септември бевме Бангер парк се вика Бангер парк на Шарнице, местото на север после Инсбрук, сосема на германска граница во Австрија. И стварно феноменални ствари има, може да го погледнете, да сватите. Значи, човек треба некако да скокне и да се навикне на тоа што е, бидејќи секој ќе скокне на секаков скок, затоа ви реков има многу храбри, меѓутоа како ќе доскокне и како ќе се приземи е многу битно. Секој ќе скокне. Да знаете, мислам, секој будало, нормално. Сега, затоа во ова ќе инсистираме на постепеност, значи на постапност, чекор по чекор, и ќе инсистираме на тоа да се направи максимално што е можно безбедно. Тука доле се вика дека хелмет е recommended, ние на нашите им викаме дека е битно да се користи и бек протектор. Нормално, кога возиме боксови, инсистирам да ставаат штитници за колено. Се имавме еден незгоден пак на Хинтертукс, само удар од колено во една цевка пластична и бумбар, коленото потече, многу големо стана. Ова носи доста повреди, меѓутоа вие како инструктори, тоа е целта да пробате ги скратите повредите. Значи повредите ќе се смалат, бројот или процентот на повреди, доколку си иде чекор по чекор, доколку се следат секојдневно чекорите кои што треба да ги имате кога приоѓате во парк. Значи тука вика да си направи секој план. Вика да се гледаат скоковите пред да скокнете. Значи малце ќе застанете на страна, тоа е исто ова inspect obstacles. Значи ќе застанете на страна, ќе го разгледате скокот, ќе гледате другите бордери или скијачи од каде земаат залет, ќе гледате каков е доскокот и нормално ќе оцените кој е нивото, дали сте спремни за да одите на тоа. Ние секогаш гледаме да споделиме со сите кои што се во нашата група да имаат број телефонски од оние кои што се горско-спасителна служба. Верувајте, тоа е многу битен момент. Има многу повреди и треба да се знае кај да се јавите. Не да викате по скилифт. Другата сликичка е дека треба да се најавите пред да влезете. Таа е ова што е десно најгоре. Тоа значи дека не треба му влегувате во ред на некој друг или не треба да стартате додека тој не излегол да го видите.
многу често кога сте у парк не можете да го видите и затоа е добро еден од тренерите да стои на флетот и на страна од кикерот за да го контролира сообраќајот. Доколку се случи некоја несреќа, знакот за стоп е прекрстени раце, значи X. Тие треба бидат дигнати високо над глава за да може да се прочита. Океј, open. Тие се двете, close и open, доле ги гледате на презентацијата, двата знака кои што треба ги даете доколку некој е горе или доколку има некој проблем. Овдека исто имаше пред неколку години многу страшна несреќа на Хинтертукс, таа ја кажав и прошлата презентација, извини сега Боријана ако се повтарам, може меѓутоа ја немам ништо напишано, зборам искуство и така натаму, ова е кај што седам и тоа е тоа. Значи, сакам да ви кажам дека кога е паркот затворен, паркот е затворен, нема да влегувате внатре, нема никако да дозволите да некој дојде, затоа што речеме ратрак на лендинг не можеш да го видиш од озгоре. Тоа се случи на Хинтертукс, на затворен скок, слета директ на ратрак, значи мозокот му истече на гусеница. Многу гадна ситуација, значи тоа е директна смрт. Исто така гадни повреди има ако некој премногу се возика или седи поред скоковите доле на лендинг, негде кај што не можат да го видат, на тоа стварно треба многу да се обрати внимание. Нормално, тука респект на Mountains да не фрлате ѓубре, тоа е последната слика. Да си ги знаете, ова take it easy, значи да си ги знаете своите граници и колку на кој кикер можете и на кој скок да отидете или на кој објект. За тоа да го знаете, треба да се почне од некаде. Сега, и која да се почне? Верувајте, уште првиот ден може да се почне со ова оли, доколку е направено на равен терен, доколку е направено на безбедно место и така натаму. Сакаат да скокаат уште првиот момент, особено скейтери кога ќе почнат да бордаат, они сакаат одма све да пробаат. Океј, да, пробувајте, еве ви можност, ова е тоа. Оли, ноли, нормално како и за сите ствари, добро е прво да се проба без даска. Значи тоа се пред вежбите. Кога ќе добиете, например, ако имаме веројатно и следната недела на некаква сесија во која што ќе дадеме збор на вас како припремно за испит, кога што вие ќе треба да објасните некој трик, водете се по овие од презентацијата. Значи, што е целта на учење на оли? Па целта на учење за оли, не знам, еве имаш идеја, Горијан. Не знам како го стишам телефонот. Што би била целта? Не прозивам него. Што би била целта оли? Зашто да некој сака да научи оли? Скокче, чиста работа. Тој ради скокче, да. Добро. Да се одлепи прв пат од земја, така? Добар стил, повеќе женски пркање. Може, да, се направи фраер, секако да, тоа многу сакаме. Избегнување на пречка. Избегнување на пречка и така натаму, да. Меѓутоа Покање на карпа. Фрирај така возиш. Абе, Диме, карпа не можеш да го избегнеш никако, он цело време тука е негде. Вака, значи, оли после се користи у некои трикови, најчесто за рейлови и така натаму. Меѓутоа, ние во нашите скокови ќе инсистираме на одвојување од двете нозе, значи 50-50. Целта супер ја кажавте, сакате ли да ја каже некој која е изборот на терен? Аналогно на ова следи дека, нели, од самава слика, кога ќе ви падне испитно прашање, замислете и одговарајте. Реално следа дека се движиме може да се направи. И уместо може. Значи сега кај сакате, подобро е за почеток, порамен терен, нормално. Меѓутоа не е тоа правило за другите трикови, да знаете, значи особено за скоковите. После избор на терен, нели, подготвителна фаза. Знае некој да го објасни олито? Како се прави? Да бе, влечеш за предна нога па задна. Браво. Не е точно. Не е точно. Точно е. Како не е точно? Чувување, облекување на предна нога, дигање на двете стапала, значи изремнување на даската, па легнување, чучнување. Од физика не можеш да влечеш. Како бе не можеш предна нога ја влечеш, не заебајте. Не, нема влечење како на скейт, него дигаш нагоре предната шоја. Пренесување на тежината на предна. Горијан убаво го кажа и тоа е сосема доволно ако ви се падне на испит. Фала и браво. Значи, пренесување на тежина на предна нога,
Потоа пренесување на задна нога, лет во воздух секогаш кога во сите скокови ќе биде тоа правило, значи гледате да ги соберете нозете, така? Овдека е интересно нешто што пропуштивме, кога ќе се вратите на задната нога, тоа е третата фотографија од лево на десно, оваа кај што ми е курсорот, гледате даската се витка и се користи како одскочна даска. Значи во тој момент таа ќе ве isfrли горе и затоа може неверојатно многу високо да скокнете од добро направено оли. Се слагате, нели? Да, ама треба и да се чучне кога сме горе, нели? Да се прибера, да, тоа за горе, да. И да за стабилност, за добиеме естетски и така натаму. Што повисоко оли, да, што повисоко оли. После тоа пред нормално доколку е мало оли, то немате време сите фази ги направите, меѓутоа потоа пред доскокот, како што можете на оваа слика да видите, ова е третата пред крај доле на лендинг, значи треба да се испружат нозето за да има место да се слета. Тоа значи за да може да амортизирате, да ги спуштите колената за да стигнете во оваа фаза. Да не се набие. Да, тоа е нешто за оли. Сега овдека грешките и вежбите можете и сами да ги сватите и да ги прочитате. Јас ќе ги прескокнам, бидејќи више и 40 и ќе треба секако побрзо да идем низ целава проблематика. Основен скок. Основен скок ви е бейзикер. Тоа е, немам добра слика за во самиот лет, меѓутоа овдека е направено овдека е прикажан само залетот. Сега, пред да се стигне на некој скок некаков, интересно е дека ова може да се вежба без даска, дека може да се вежба со даска, нарамно, значи на мало скокче кое што вие ќе го направите. Сега кога ќе правите скокче, например, ја многу сум сакал да си играм со децава и сме им правеле скокчења најразноразни. Прво што треба да мислите е тие да бидат безбедни. Ама ако ги знаете правилата, ќе знаете да направите безбеден скок. Ако не ги знаете, тоа ќе ви биде тешко. Кои правила треба да ги пазиме за да биде безбеден скокот? Дали може некој нешто да сподели, да каже, да размисли? И па чучнат да му влезеш на скок. Не. Чекај. Извини, не. Значи ти имаш 5-6 деца и треба да им направиш скок нив. Значи не за изведбата, него само како да го приготвиш тој да биде безбеден. Што тоа значи? Еве некои деца кои што се почетници, вие сте инструктори за почетници, нели? Да немаш објекти Многу битна работа, апсолутно, да е чист теренот. Друго нешто што би можело да биде. Да не е голем кигерот. Апсолутно тоа точно, да. Приземјувањето да е нарамно, порамно. Тука е ова дискутабилно. Не е рамно, ќе се набие, ќе се издиша. Ама пак е порамно стрмно. да не биде многу стрмно. Апсолутно, да. Тука исто тоа е, за ова може да се скарате и да се скараме, а и едниот и другиот да биде во право, разбирате? Затоа што ако се почетници, стрмното им предизвикува страх. Ако е прерамно, ќе се набиваат многу. Значи и Горијан кажува, и Елена како што треба. Треба да видите дали е мек снегот, дали е тврд снегот. Многу интересно, тоа го спомнавме, сега ми текна у понеделникот, е дека поред куќа у Маврово, ако правите поред викендица, не работи ски центарот и може да си играте, да се забавлjaат децава, да направите некој скокче, мора да пазите слетувањето каде. Многу често се случува да има гранки, да има арматури, да има нешто кај што може сериозно да се повреди. Значи, вие како инструктори тоа ќе го видите. Они ќе се залетаат, ќе скокнат сегде. Он ќе скокне од тераса од длабок снег, ама доле ако има арматура ќе се заколе директно. И со даската е исто, да знаете. Значи, многу пазете на тие работи. Тоа се многу битни моменти. Основниот скок е базата за фристайл, да знаете, значи да знае да се намести, да знае да летне, да знае да се приземни. Tabletop се викаат сега тие скокови каде што нема таков гап измеѓу празен простор да паѓаш како од тераса. Затоа брзината е исто многу битна. Значи колку е поголем скокот, треба поголема брзина. Како ќе одредите брзина? Никако тоа нема дефиниција. Значи има правила кои што треба ги следите за да стигнете до брзината. Меѓутоа нема правило за 5 метарски скок дека треба да идете со 50 на сат. Нема такво нешто. Значи зависи каков е снегот. Некогаш се случувало кога на такмичење ќе фрлиме она да замрзне.
тогаш летаат Ќе заврши. Да чекаме тоа. Земете и за нас, ама да е мјутнете. Да можеме да истераме уште 15-20 минути. Вака, брзината. Подлогата е многу битна, ветерот е многу битен. Може еден ден да биде од едно место преспоро, истиот ден утре да сте на истото место да биде побрзо. Треба да ги гледате другите бордери малце што скокаат пред вас и да оцените. Исто така треба да гледате дали се дебели или слаби. Подебелите идат многу побрзо, да знаете, а послабите им треба малце поише залет. Исто дали си чучна, дали си горе, колку спидчек. Спидчек е кочење пред самиот скок. За одредба на брзина многу е добра ствар 2-3 пати да се залетате и да закочите овде кај што покажувам пред да одскокнете на самиот, значи оп, кочите и тука застанувате пред самиот кикер. Верувајте, многу внимание се посветува на фристаилот. Фристаилот е многу нагорна линија. Се помалце може да се видат рейсери на снег и децата почињаат да учат со меки даски, децата сакаат да возат фристайл. Децата се доста храбри и многу е тешок процесот да ги убедите дека треба да бидат внимателни. Значи, залетот го издискутиравме. Одскокот. Поставеноста на телото, како што гледате на сликава, е на двете нозе подеднакво. Едната рака покажува напред кај што се движите, со другата најчесто, и јас порано многу сум инсистирал да биде во правилен став, значи покажува на опашката, меѓутоа таа некогаш е и проблем. Ако ви имате бордер како последнава слика кој што е малце навален назад, значи со газот, малце тежиштето, неговата задна рака, тоест неговата лева рака, му компензира од тоа што неговиот став не е правилен. Значи му дава 2-3 кила на оваа страна на фазет, за да го избалансира. Ако го вратите вие школски сакате да научите да ја стаи раката позади, онда многу ќе биде назад. И кога ќе се избаци од скокот, кој ќе биде ефектот ако е многу назад? На глава ќе падне. На глава ќе падне. На мал мозок. Добро. Зависи колку е паметен, ако е глуп. Ово искуство? Шалам. Секако дека ќе отиде ротацијата на назад, значи и нема да биде стабилен летот. Значи тежината е подеднаква на двете нозе, во центар на даската, исправено, треба да инсистирате и треба да инсистирате да нема многу вртење пред самиот скок. Значи, да има време да се намести како што треба. Одскокот секогаш е со подигање на поп. Значи, поп е на исправување на колената, значи со одскок од самиот агол, тоест на кикерот. Зошто? Затоа што така ќе скокнете повеќе со помала брзина, затоа што така ќе добиете повеќе висина, а битна е за да го прелетате флетот и да слетате на лендинг. Нормално, многу е гадно ако го прелетате лендингот. Сме имале такви случаи. Да, и... Ексата уста. Не те слушам убаво, Горијан. Ако може малце го намалиш тонот, за да слушам што зборуваш. Не знам, ја да не сум гласен. Не, таман. Добро. Значи, sweet spot, тоест добро место за слетување на секој скок ви е ова. Значи, ако слета на рамниот дел овде кај што покажувам е многу голем проблем. Овој дел кај што почнува лендингот се вика накол, се вика копинг и така натаму, не се неколку изрази. На неколку метри од стрмниот дел. Значи треба да се слета на стрмниот дел. Океј, фазата на лет е многу битна. И во фазата на лет треба да дојдат нозете што е можно поблиску до, значи да се свиткаат нозете во колена, телото да дојде што е можно поблиску до даската. И тогаш имате фаќање греб, значи да се фати даската. Тоа е убаво стилски, тоа е убава стабилност дава во воздух. Тоа е, например, некаде, да речеме 2, 4, 5, пета слика оваа кај што ми е курсорот.
За основниот скок го немам, меѓутоа ова е динамиката. Во самиот лет треба да биде стабилно и пред слетувањето треба да се испружат нозете, значи колената бидат исправени, за да може од кога ќе го ја допрете земјата да се свиткате и да лендате. Многу често се случува тука да сакаат при првите скокови као скијачи да се зачекаат. Тоа е нормално, тоа е најчестата грешка тука на лендинг. Значи сакаат да доскокнат со двете нозе како на скии. Бидејќи така доаѓа природно на човекот да се дочека на двете нози со лицето напред. Овој гледате една страна и е добро доскокнат и така е доскокот добар кога ќе продолжите да возите во правецот. Предвежба за основен скок е многу интересна, значи може не директно на скок, него да скокнат од овој дел, овде, од наколот, се залетувате и од тука. Треба се навикнат на брзината, треба се навикнат на тоа како да се продолжи, пошто ова за некој ќе биде и доста стрмно и доста брзо, а тоа треба плюс и скок да се убаци како вештина, така да тоа станува доста комплицирано. Океј, кажавме од мал на мал. Грешки најчести нема да збориме, нели, обично се иде на задна нога, порано се скока и така натаму. Кидаме на 180, некои детали пошто сме кратки со време, пак сме кратки 10 до 9 поише нема да збориме, да знаете, пошто више паѓа концентрација. За 180, како што може да видите овдека, има еден свиок, еден завој, така, од прсти па на пети, ова е 180 фронтсайд за некој кој што вози гуфи, тоа е десна нога напред. Гуфи е десна нога напред, регулар е лева нога напред. Како што гледате, има мало движење со раката пред самиот одскок. Значи, пред самиот одскок имате ротација на тело и на рака, меѓутоа даската е од целата даска, повторно е 50-50 тежината и ротацијата во воздух, спуштени нозе и така натаму. Еве го летот како изгледа. Додека сте во воздух на 180 фронтсайд треба да се гледа кон лендингот, да се рашират рацете, тоа ја смирува ротацијата. Нормално, ако земете преголем залет, ќе идете у overrotation, значи преротираност, и може да паднете на некој агол. Ако паднете на 360, супер, сте го направиле 360, ама ако паднете на 270, онда ќе биде многу незгодно. Пак, исправување на нозете, лендинг и продолжување да се вози. Слетувањето треба да гледаме да биде на двете нозе, тоа е најдобриот начин. И овој наш учител, овде кој што го сликале, слетува на задна нога, меѓутоа е подносливо и толерантно и така ќе продолжи да вози и успешно ќе заврши трикот. За 360, гледате, влезот во завојот е, влезот во скокот е поголем, со поголем завој, и ротацијата. Погледнете го овој бордер кој што е од озгоре надоле, трета слика, значи зима замав како да сака да удри шамар некому, значи десната негова рака оди скроз позади, идејќи према скокот, значи ги отвара рамењата, оди со десната рака према напред, значи, така, во воздух ќе бара можност главата да ја сврти што е можно повеќе во левата страна, за да 360-то фронтсайд биде и успешно. Многу често, како што гледате, овој слетува на слепо, главата му е овдека, значи и може да се слете и така, меѓутоа подобро е доколку порано ја усмирите ротацијата, порано се отворите со рацете и не слетувате вака на блајнд, на слепо. Протрчав мини 360, која е најлесната работа у свет. Дали некој детаљ сака да ме праша, пошто стварно многу брзо одам. Ќе го повториме у некој од следните, ќе го имате во литература, може да го гледате. Битно е да влезот, како да ги децата научите. Значи 360 може да се направи од место. Може да се направи 360 со возење косо, па да направи 360. Па може да направи 360 на косо само со ротација без да скокне. Може да направи без даска, значи на суво, нели? Можете сега дома да станете и да направите 360. Битно е да се ротира главата и да се ротираат рацете. Многу е битна по мене фазата на летот, затоа што доколку немате доволно време,
нема да го довртите скокот. Затоа треба фино да се залетате. Многу често се залетуваат малци и тоа изгледа прелошо како шестар. 360 исто може да направат со скокот наколо од овдека од Копингов. Разбирате? Значи да скокне, да направи 360 и да продолжи. Тоа се некои чекори кои што треба некако вие безбедно да ги уведете вашите клиенти. Океј. Боксови и рейлови, што мислите што е полесно? Бокс. Се поголема површина. Се овде ја мислам ова дека е некој боксич и овој трик е 50-50. Предвежба за 50-50 многу едноставна, али најбоља која што се покажала у пракса е да го нацртате овдека поред боксот на правата линија. Значи да успеете да земете брзина онолку колку што е потребно, ни пребрзо, ни премалце. Нема како тоа да го дефинираме колку е таа, значи тоа ќе мора се осети. И за време на целата вожња они да возат право. Значи 50-50 вие само право спуштање низ боксот. И тоа е трик. Као што гледате, рацете се едната покажува на нос, едната покажува на тел на даската, подеднаква е тежината на двете нозе. Се вози и погледот е напред, пред после крајот некаде на боксот или на крајот на боксот. Тоа е тоа. Само уште нешто на бокс и на рейл нема возење. Значи како ќе влезете на скокот, така го терате. Ако влезете косо од едната страна, вака ви покажувам со курсорот од овде, премногу. Кратко ќе бидете на боксот, нема да го извозите и тогаш ќе продолжите. Многу од почетниците пробуваат да завртат и тоа е, море тука да им го објасните, фатално. Исто како добар метод за качување на прв пат на бокс е да го качите и да го држите. Значи си се качува, си се мести таму со везу и особено на оние боксови кои што се флет, рамни. Значи за да се осети, за да види како е, за да го доживее и да не му биде непријатно кога ќе отиде првиот пат. Овде сме пишале дека ова е backside board slide и тоа е навистина backside board slide, така се чудно триковите, иако одите со лицето према напред, се мисли на допирот на даската и на објектот. Ова е дали е бокс или рейл, не можам да видам. Боксовите е обратно. Кај завојот е фронтсайд напред, кај боксовите е бексайд напред. Да, ова например, овој слайд, гледате даската од лизгува под агол од 90 степени е frontside board slide. За некој од следните нивоа, значи ќе биде потребно и возење на боксови. 50-50 мислам дека ќе биде доволно за да може да се стекнете со ниво 2. И 180. Овдека исто гледате, влегува на двете нозе, се отвара со ротација, значи рацете ги отвара, погледот е право према напред, при слетување ја враќа раката назад, за да може да ја следи даската и слетува. Па волку брзо низ фристайл, стварно не сум прочитал, ама овој слайд верувам дека сите ќе ви израдува. Овој е минатогодишниот семинар во Маврово. Стварно доста кандидати имавме, и скијачи и бордери. Имавме убаво време и мислам дека доста се фидно систера. Некој блиц прашање и да затвараме ова сесијава. Се надевам дека годинава ќе биде ваква. Годинава, барем слика нема да има ваква сигурно. Да знаете. Значи ваква слика сигурно нема да има. На 2 метри. Бројката блиско е до волку? Не. Кандидати или не? Не, сега ќе ви кажам, на сноуборд имаме сега за сега 17 кандидати. Тоа е повеќе него лани. Тоа е повеќе од лани, да. Лани имавме 10. Три пати повеќе него лани. Ама 17 што се за почетно ниво или со Почетно и обнова. Аха. Да. Меѓутоа ќе тераме све во еден ден. Извинете? Имаме кандидати од прошлата година некој или што дека неделно предавање во следекот година. Филип е од другата, у понеделник. Значи понеделник и среда ги тераме овие.
Не знам, ќе размислиме за следниот пат, може ќе ги тераме у еден ден да не се повторуваме. Пошто не знам, може да се подобруваме, ама некако и ние сме си досадни сами на себе. Ја да кажам истата финта, многу глупо се осеќам. Мада, ви реков, ова е уметност. И Рамбо Амадеус имаше во МКЦ пред 2-3 години настап една после друга вечер. Вечер на некаква поезија беше. И он свири со еден, го прати на клавир и рецитира. Ја не можев да се изначудам, бев и двете вечери. Значи човекот е гениалец. Значи двете вечери има исти концепт, али ја и двете вечери сумрев, пошто други беа финтите. Сумрев од смеење. Значи тоа е исто и со вас. Колку ќе бидете покреативни, толку помалку ќе ви биде досадно да ќе им давате часови на вашите ученици. И нормално, лошата работа е што секогаш мора да сватите и да се вратите назад дека тие не знаат, вие знаете. И ако долго време учите, ќе мислите дека и тие што ќе дојдат треба да знаат. Тоа се случува многу често ни се случува нам и треба да го имате предвид. Фала ви многу. Ако има некој прашање, сум да го одговорам. И Драган е тука, 8:59, фина маратонска двочасовна. Ова ти на тебе, Кирица, таман за Лига шампиони готови сме. Да? Па супер. Малце Што да ракомет? Фудбал да. Не бе, за и Пикадо има Лига. Пикадо, бе, да бе, знаем. А стварно има сега. Фудбал и сноуборд не иде. Фудбал, што ги гледаме, Пикадото е јако. Иде некад да знаеш. Не знам зашто, не видам. Дечки, фала ви многу. Се гледаме. Бидете поздравени. Ајде, чао, чао. Чао, чао. Чао, чао.